Во петокот драма, во саботата победа. Денеска пресметка со меѓународната заедница. Српскиот председател Вучич од Брисел им одговори на коментарите на Карл Билт и Марија Захарова. Криво име заради добриот договор со Вашингтон. Велике силе и многе землje, mali je broj prijatelja u svetu. Svi imaju svoj interes i mnogi bi želeli da Srbija se u nečije ime bije protiv nekoga. Pa što bi Srbija onda da ide u Belu kuću? Zašto Srbija da prisustvuje takvim sastancima? Jer Srbija mora da vidi izlaz samo preko nas. Ne. Srbija hoće da bude poštovana i u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Pekingu, i u Briselu. Mi moramo vodimo svoju politiku. Портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија Захарова ја спореди фотографијата на Вучич и Трамп со сцена од филмот Ниски страсти. Примитивизмот и вулгарноста зборуваат за неа, остро возврати Вучич. Во исто време пак ко-председавачот на Европскиот совет за надворешни работи, шведскиот дипломат Карл Билт, на својот Твитер профил го објави видеото во кое се гледа реакцијата на Вучич за време на обраќањето на Трамп во овалната соба, во момент кога го известува за преместувањето на српската амбасада од Тел Авив во Ерусалим, а Вучич се фаќа за глава. Чинкој предизвика реакции во јавноста. Дали тој воопшто знаел што потпишува? Пред 2 дена наречен историски договор, за синоќа во интервју за Пинк за Вучич да го нарече размена на писма. Ovo je fascikla, ovo je ono što je potpisao predsjednik Trump, ovo je ono što sam potpisao ja. Ono što da pogledate, je li tako? Da. I ovo je na njihovom originalnom papiru, ovo su originali sporazuma koje imamo, ovo nisu nikakve kopije. Ovo je ono što mi nosimo u Beograd. Dakle, mi smo u stvari suštinski napravili razmenu pismena sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da ne budemo nefer. Mi dobro znamo šta je sadržaj onoga što su Albanci potpisali. Но утре во Брисел Вучич е на нов мегдан со косовскиот премиер Авдула Хоти, кој веќе најави дека ќе започне преговори меѓу Косово и Србија за меѓусебно признавање на двете држави. Нема да има меѓудоговор или парцијален договор кој не го решава проблемот за секогаш. Ќе има само конечен договор за меѓусебно признавање кој е систематски и во кој ќе бидат адресирани сите прашања кои треба да се решат меѓу две независни држави врз основа на меѓународните конвенции, стандарди и практики за регулирање на односите меѓу две независни држави. Европската Унија да покаже иста посветеност и сериозност кон Косово како што тоа го прават Соединетите Американски држави, повика лидерот на Алијансата за еднината на Косово Рамош Харадинај. Тој побара од Брисел да го олесни признавањето на Косово од 5 членки на Унијата, кои се уште не го сториле тоа, како и да го исполни ветувањето за визна либерализација за косовските граѓани.